Херакле. Грчки мит. Херакле, најголемиот јунак на древна Грција, бил син на богот Зевс кој живеел на планината Олимп и убавицата Алкмена. За да го заштити, Зевс му дал голема сила. Сопругата на богот Зевс, божицата Хера, била љубоморна што нејзиниот сопруг ја изневерил со смртна жена и затоа многу го мразела синот на Зевс. Херакле уште од малечок се одликувал со голема сила, па така пророкот Тирезиј пророкувал дека Херакле ќе биде голем херој и дека еден ден ќе стане бесмртен, како боговите. Никој не му бил рамен на Херакле во воените вештини. Неговите очи сјаеле со оган и тој посебно се истакнувал во ракување со лак и стрела, така што секогаш погодувал право во целта. Напладне не јадел многу, а за вечера омилено јадење му било печено месо и колачиња од јачмен. Многу сакал да спие под ведро небо, а знаел и да пророкува според летот на птиците. Посебно го воодушевувале мршојадците, за кои велел дека се најправедните птици, бидејќи не напаѓаат ништо што е живо. Бидејќи се одликувал со голема сила, божицата на мудроста Атена постојано го следела во неговите подвизи. Така, една навидум беззначајна случка ја одредила судбината на Херакле. Еднаш, кога тој си одел на кај дома, се сретнал со пратениците на кралот Ергин, кои на жителите на градот Теба сакале неправедно да им наплатат данок. Ги врзал и ги вратил назад кај нивниот крал. Овој крал им наредил на тебанците да му го донесат Херакле врзан, и тебанскиот крал Креонт од интерес решил да ја спроведе наредбата на неговиот пријател крал. Херакле тогаш ја собрал својата верна дружина. Ја наговорил да се избори за слобода, која рекол дека била најважна. Овие храбри војни го зеле оружјето од Теба и кај еден тесен премин ги начекале непријателите, ги уништиле заедно со нивниот крал Ергон и неговата војска. Овој јуначки подвиг ги восхитил сите, посебно кралот Креонт, кој како награда на Херакле му ја дал за сопруга ќерка си Мегара. За да се исполни пророштвото дека Херакле ќе стане бесмртен, тој требало да направи 12 подвизи по наредба на Евристеј, зашто само така ќе стане бесмртен. Еве некои од неговите бесмртни подвизи. Прв подвиг – лавот од Немеја. По наредба на кралот Евристеј, Херакле тргнал во првиот поход да го убие лавот кој живеел во близина на градот Немеја. Овој опасен звер нанесувал голема штета на луѓето. Кога Херакле стигнал во близина на Немеја, преноќил кај овчарот Молорх, чиј син бил изеден од лавот. Молорх принесувал овен како жртва на божицата Хера за да ја смилостиви, но Херакле го спречил во тоа, велејки му: ако се вратам од борбата, принеси му жртва на Зевс, спасителот, а ако не се вратам, принеси ми ја мене како на херој. Кога Херакле влегол во градот Немеја, никаде немало жива душа, бидејќи сите се разбегале поради страв од лавот. Херакле го побарал лавот во една гора, но не го нашол таму. Дури во гората, Трет го видел лавот како се враќа во својата пештера од лов. Кога го здогледал, Херакле веднаш истрелал неколку стрели, но тие се одбиле од кожата на лавот која била тврда како железо. Лавот заржал на сиот глас и почнал да си ги лижа раните од стрелите. Потоа Херакле се обидел да го прободе со својот меч, но мечот се свиткал како да е направен од мед. Најпосле Херакле го грабнал боздоганот и му задал таков удар во главата што лавот се зашеметил, но останал жив. Херакле го погледнал својот уништен боздоган и решил да го затвори едниот отвор на пештерата со камења и влегол од другиот. Бидејќи сватил дека никакво оружје не може да го уништи лавот, почнал да се бори со голи раце. Успел да го задави лавот, го ставил неговото мртво тело на плетите и отишол во Клеон, каде заедно со овчарот Молорх му принесол жртва на богот Зевс. Во чест на херојството на Херакле, овчарот Молорх засадил дрвја во немејската шума
и ги основал немејските игри. Втор подвиг – хидрата од Лерна. Втората заповед на Евристеј била Херакле да ја убие хидрата, воденото чудовиште од Лерна. Таа живеела во мочуриштето крај градот Лерна и го пустошела плодното земјиште и сета околина. Хидрата била чудовиште со тело на куче и 9 змиолики глави, од кои едната и била бесмртна. Ова страшно суштество било отровно, така што се вели дека дури и нејзиниот мирис и здив биле смртоносни. Божицата Атена, која постојано била покрај Херакле, мислела како да му помогне да ја уништи хидрата. Советуван од неа, Херакле ја натерал хидрата да се појави од пештерата, гаѓајки ја со запалени стрели, и пред да ја улови, го задржал здивот. Но хидрата му се обвиткала околу нозете и тој залудно ја ударал по незините глави, бидејќи од истото место веднаш растеле 2 или 3 нови глави. Тогаш од мочуриштето се појавил еден рак, кој притрчал на помош на хидрата, така што своите штипки ги забил во нозете на Херакле. Херакле бесно го усмртил ракот и го викнал на помош својот пријател Јолај. Јолај набргу запалил дрва од шумичката во близина на мочуриштето и почнал да ги потпалува вратовите на хидрата, а Херкул и ги сечал главите за да спречи да идникнат нови. Потоа ја земал својата златна сабја и ја обезглавил хидрата, уништувајќи ја незината бесмртна глава. Херакле ги наполнил стрелите со отровот од жолчката на хидрата и овие стрели биле смртоносни. Сепак, овој херојски подвиг на Херакле не му бил признат од страна на Евристеј, под изговор дека во победата имал помош од неговиот пријател Јолај. 12. подвиг Кербер. Последната и најтешка задача на Херакле била да го донесе Кербер од подземниот свет, наречен Тартар, кој бил чувар на мрачното подземје. Кербер имал тело на куче и 3 глави. На вратот имало грива од змии, а опашот му завршувал со глава на ламја. Херакле во подземното царство го водел богот Хермес, а со патничка му била божицата Атена. На својот пат Херакле се сретнал со многу страшни работи. Така, додека патувал, воден од Хермес, пред него се издигнала сенката на страшното чудовиште Медуза. Херакле се фатил за мечот, но Хермес му рекол да не се плаши, бидејќи тоа е само привидување. Кога Херакле го прашал Хат, богот на подземјето, каде се наоѓа Кербер, Хат му одговорил: тој ќе биде твој само ако успееш да го совладаш без борба и без стрели. Херакле го пронашол Кербер крај подземната река Ахерон и го фатил за гуша од која излегле 3 глави со грива од змија. Кербер набргу се онесвестил и Херкул го одвел во горниот свет на Микена. И самиот крал Евристеј се уплашил од страшниот Кербер и му наредил на Херакле да го врати. По завршувањето на 12 подвизи, Херакле станал бесмртен и продолжил да живее на планината Олимп заедно со неговиот татко, богот над боговите, Зевс. Дедал и Икар. Дедал бил голем уметник, архитект, кој надалеку бил познат по своите креации. Дедал имал внук кој се викал Талос и кој бил негов ученик. Талос во своите способности го надминувал и својот учител, па така вујко му Дедал бил љубоморен на него. Така еден ден, од голема завист, Дедал го фрлил Талос од една тврдина и побегнал на Крит, каде се посветил на својот уметнички занает. Таму Дедал изградил лавиринт, во кој кралот Минос го затворил синот на жена му Пасифаја, страшното чудовиште Минотаур, кој имало човечко тело и глава на бик. Чудовиштето било хрането со луѓе кои му биле испраќани на кралот Минос од Атина како данок. Дедал решил да си направи крилја и да избега од таму. Тој собрал перија од различни птици, ги врзувал и лепел со восок. Синот на Дедал, кој се викал Икар, бил љубопитен за она што Дедал го работел. Кога направил 2 пара крилја, Дедал ги ставил своите и летнал. Љубопитниот Икар сакал истото да го стори,
но дедал му дал еден совет. Сине, слушни ме внимателно. Кога ќе леташ, немој да се спушташ многу ниско, за морето да не ти ги навлажни крилјата, ниту пак многу високо, за сонцето да не ти го растопи восокот меѓу перијата и да паднеш. Летај и следи ги моите траги. И така Дедал и Икар почнале да летаат меѓу облаците. Одеднаш Икар, возбуден од летот, решил да го остави татка си и така се издигнал високо до сонцето. Тогаш од големата топлина, восокот кој ги држал перијата почнал да се топи. Крилјата толку ослабеле што Икар паднал право во морето. Дедал избезумен летајки почнал да го бара својот син. Ги издогледал распаднатите крилја во морето и го нашол неговото тело исфрлено на брегот. Дедал до крајот на својот живот бил несреќен и тажал за смртта на својот сакан син.